...2021 беше година на политичка, економска, социјална и здравствена криза. Во оваа емисија на Агенда 35 анализираме каква ќе биде годината што следува. Што можеме да очекуваме од 2022-та. Останете со нас. Во новата 2022 година влегуваме со многу прашалници во главите, што создаваат целосна неизвестност како работите ќе се одвиваат понатаму. Пандемијата со COVID-19 ќе наполни цели 2 години и сосема известно е дека ќе продолжи да ни ги пореметува животите барем уште некое време. Меѓу првите честитки за граѓаните ќе биде и најавеното поскапување на струјата, а инфлацијата ќе се зголемува и очекувано ќе влијае врз животниот стандард на луѓето. Во сета оваа магла од предпоставки, речи се невозможно е да се има јасна слика како ќе се одвива заздравувањето на економиите, оти тоа целосно ќе зависи од силата на пандемијата и какви мерки ќе бидат потребни за таа да се заузда. Според релевантните проценки на меѓународните финансиски институции, македонската економија во 2022 ќе порасне од околу 3,7%, што е всушност најконзервативната прогноза за растот од Светската банка, до најмногу 4,6%, колку што е најоптимистичката проценка од владата. Тоа значи дека на економски план не очекува една иста година каква што беше и 2021. Не очекувам да биде полоша, особено не очекувам да биде значајно полоша. Меѓутоа нема да биде ни спектакуларно подобра. Значи очекувам закрепнувањето да продолжи, во која мера тоа ќе се интензивира, ќе зависи токму од овие неизвестности кои што ги спомнав. Ако најавите дека пандемијата веќе ќе значајно ќе ослабне и ќе исчезне во првиот, вториот квартал од 2022 се реалистични, што јас како економист не можам во целост да го проценам, тоа значи дека е поволна вест за економијата, односно ќе може да се надеваме и на поповолни економски движења. Во таа смисла, проекциите кои што циркулираат 4 до 4,5% се реалистични, би рекол во моментов, со тоа што владата има проекција од 4,6, а веќе се движи кон оптимистичка патека, но повторно тоа зависи од остварувањето на евентуални позитивни влијанија, освен пандемијата, како позитивно влијание евентуално би го зел и потенцијалниот буст што новата влада може да го даде на економијата. Рано е тоа да се прогнозира. Меѓутоа ќе има нова влада, нови луѓе, претпоставувам дека нова програма базирана на поуки од она што претходно било остварено или неостварено, и на база на тоа можеби ќе стане пореалистично постигнување повисока стапка на економски раст. Меѓутоа и тоа е во моментов неизвестно, би го дискутирале откако ќе го видиме и составот и програмата на новата влада. Во врска со очекувањата за порастот на цените, кој што почна годинава, а се очекува да продолжи и во 2022, со стапка на инфлација која според ММФ може да достигне и до 3,9%, професорот Петрески сепак очекува инфлаторните притисоци да се смират. Притисоците кај цените, како што коректно идентификувавте, започна порано во текот на годинава, од прилика од месец август наваму. И тие ги забележуваме веќе и кај производи кои што секојдневно како граѓани ги купуваме во маркетите, значи тоа има директна импликација врз буџетот на граѓаните. Се разбира, најголем дел од тие притисоци се глобални. Ние како мали отворена економија ги примаме, односно се пренесуваат врз нас и принципиелно не можеме да ги избегнеме, односно не можеме да ги избегнеме на робустен начин. Меѓутоа, во одреден дел тие притисоци се движени од моментални дисбаланси на понуда и побарувачка, што настана како резултат на пандемијата. Значи имавме воздржување од потрошувачка, наеднаш потрошувачката порасна, понудата не можеше доволно да одговори и настанува притисок врз цените. Делумно влијание тука секако има и отежнатоста на синџирите на снабдување поради истите овие причини. Тие притисоци ќе исчезнат.
Точно е дека бевме повеќе оптимисти, очекувавме побрзо дека ќе исчезнат, можеби ќе се пролонгираат до средината на 2022, но ќе исчезнат. Меѓутоа постои притисок кој што е посериозен, тоа е притисокот од цената на енергенсите. Таа не е толку врзана со случувањата сврзани со пандемијата, туку повеќе е детерминирано од она што се случуваше со производството на струја на европскиот континент, или транзицијата кон зелената агенда, што пак нас не сфати и неспремни за да можеме колку толку да го зголемиме производството и некако да го абсорбираме барем делумно тој притисок. Сега дел од тој притисок веќе го видовме кај цените, затоа што фирмите во Македонија набавуваат струја на отворениот пазар, кај нив веќе се ефектуираше зголемувањето. Дел од тоа се пренесе и врз крајните цени, особено во периодот на октомври и ноември го забележавме тоа во цените на малопродажбата. Вториот сегмент се цените на струјата за домакинствата. Таа цена е регулирана, досега не се зголеми, се најавува зголемување како резултат на ваквите придвижувања и тоа е сериозен удар за буџетот на домашниот буџет на граѓаните. Меѓутоа не очекувам дека од овој втор момент ќе има понатамошен преносен ефект. Она што таму е битно се разбира владата да ја преоцени потребата од пакети со кои што ќе помогне на најранливите. Претпоставам тоа би било со некое зголемување на енергетскиот додаток и во износ и во опфатот на домакинства кои што тој додаток ќе го примаат. Професорот Петрески вели дека новиот економски тим на владата кој што допрва треба да се формира, конечно треба да ги спроведе структурните реформи кои што ќе придонесат кон побрз економски развој. Значи, она на што владата треба да се фокусира се разбира се структурните реформи. Кога викаме структурни реформи, на многу места ние се уште имаме структурен застој, пречки, значи дали е тоа во делот на квалификациите на работната сила, делот на дигитализација, делот на квалитетот на јавната администрација, се разбира, прво требаше да го именувам владењето на правото и редица други области или сектори каде што структурните реформи треба да ја сменат сликата. Тоа е клучна детерминанта на растот. Се разбира, сето подпомогнато со капиталните инвестиции каде што на државата, каде што исто така редица години имаме значајни проблеми. Значи, ако тоа се случи, тогаш во одредена мера ќе биде компензирано она што ние го очекуваме од преговорите со ЕУ. Преговорите апсолутно требаше да дадат буст на ваквите структурни реформи, меѓутоа ако таму гледаме застој или одредени пречки, тогаш некои работи можеме да ги направиме самите и мислам дека иако целокупниот политички контекст веројатно е комплексен, сепак моментот е за новата влада и со нови лица и со нова програма да покаже дека може да работи и сака да работи во таа насока. COVID-19 ќе биде сезонски вирус, а на пандемијата најдосно до есен следната година и се надзира крајот, прогнозира професорот на Техничкиот факултет во Битола Дејан Трајковски, кој применува математички методи во предвидувањето на трендовите со коронавирусот и досега успешно ги предвидел сите бранови. Оваа проценка влева оптимизам за 2022 година, имајќи предвид дека веќе 2 години светот се бори со вирусот за кој се веруваше дека ќе исчезне со вакцинацијата. Но денес имаме состојба со недостаток на вакцини во посиромашните држави и недоволен број на вакцинирани во државите кои вакцините ги имаат на располагање. Нерамномерната вакцинација на вирусот му овозможува мутирање во повеќе соеви, но најнов е Омикрон, кој се појави во Јужноафриканската република и кој се пренесува со досега невидена брзина. Засега во Македонија преовладува делта сојот, но Трајковски прогнозира дека на почетокот на 2022 година, кон средината на јануари, Омикрон ќе стане доминантен сој и во февруари тој би го достигнал својот врв. Ги гледаме резултатите на една симулација на зголемувањето на бројот на случаи, поаѓајќи од преносливоста на делта сојот, која моментално е малку под единица, ќе забележиме во наредниот период намалување на бројот на случаи на делта сојот, меѓутоа поради драстично поголемиот репродукцијски број на омикрон сојот, кој е проценет на 1,5 во оваа симулација, црвената линија на третиот диаграм ни прикажува како ќе започне интензивно да расте бројот на случаи од омикрон сојот. Додека комбинирано двата соја
ќе прикажуваат известно благо намалување уште наредните 15 на денови, при што околу 15 јануари во ова сценарио веројатно би дошло до превладување на омикрон сојот и од тој момент бројките најпрво полека, потоа се побрзо и побрзо би растеле. Трајковски вели дека тешко е да се каже дали во иднина би се појавил сој кој повеќе би бил пренослив од омикрон. Доколку стапката на хоспитализираност поради него остане ниска, како што е сега во одредени држави, тогаш би можеле да бидеме задоволни бидејќи се истиснуваат другите поопасни соеви на COVID-19. Статистички, барем досега, во светот месечно се појавуваат 2 нови мутации, и тоа не сите стануваат доминантни. Да се подсетиме на соевите Ми, Ламда и така натаму, кои што иако на почеток беа означени како варијанти од интерес и варијанти од загриженост, со текот на времето едноставно тие изгубија трката со делта сојот. Меѓутоа омикрон сојот е нешто поинаков. Неговата преносливост е досега невидена. Најверојатно уште долго време тој ќе владее во светот. Најверојатно барем уште првите неколку месеци од новата година. Како што гледаме, новите варијанти за загриженост се појавуваат некаде во просечен интервал од околу 6 месеци. Сушност, доколку навистина стапката на хоспитализираност остане вака ниска, како што гледаме во некои земји, ние дури би требале да бидеме би можеле да бидеме задоволни со брзината на ширење на омикрон сојот и стиснувањето на другите поопасни соеви. Трајковски предвидува дека нема да има преполнување на болниците поради омикрон, но не смееме да се опуштиме, затоа што последиците на пандемијата не се мерат само со хоспитализираност и број на починати, туку и со изгубени работни часови и пад на економијата. И тоа јасно е дека дури и при 2 пати поголем број на случаи од омикрон сојот, поради 3 пати помалата преносливост, ние во предстојниот бран нема да имаме поголем притисок на болниците отколку во текот на априлскиот бран. Значи, најверојатно никогаш нема да надминеме 1500 хоспитализирани во нашите болници. Особено што и времето на лекување е многу пократко, се движи помеѓу 3 и 5 дена, така што болниците дури забрзано да се полнат, тие уште побрзо ќе се празнат, па најверојатно никогаш нема да достигнеме критично ниво на пополнетост. Голем број на научници и институции предвидуваат крај на пандемијата следната година. Според Трајковски, некои тоа го предвидуваат за напролет, други за подоцна, но до крајот на годината COVID-19 нема да биде тема во медиумите. Со секој нареден сој, со секој нареден бран расте прележаноста на населението, расте и опфатот со вакцинација, па иако новите варијанти, новите мутации на вирусот се во известен степен помалку чувствителни на вакцините, сепак во иднина секој нареден бран може да биде само се послаб и послаб. Така да најверојатно веќе со доаѓањето на летото бројот на случаи ќе стане едноцифрен во нашата држава на дневно ниво, односно ќе влеземе во така наречен режим на спорадично заразување. Така што остатокот на годината, веројатно до доаѓањето на следната есен, ќе уживаме во ниските броеви. А потоа, наредната зима, може да се појави евентуално некој друг сој, може да останат и сегашните соеви, меѓутоа, тоа најверојатно ќе се сведе на, според ефектите, на некаква сезонска настинка, без преполнување на болниците, односно болеста COVID-19 ќе престане да биде тема на медиумите. Трајковски вели дека рестриктивните мерки кои ги гледаме во голем број на европски држави се поради тоа што големиот број на заразени негативно ќе се одрази на работниот процес и на економијата во целост. Но новиот омикрон сој не може да се елиминира целосно само со вакцинација, туку и со комбинирани рестриктивни мерки. За Сара Ристевска и Војдан Озунов, представници на новата генерација и подржувачи на вредностите на Европската Унија, членувањето во мрежата на млади европски амбасадори било логичен тек во кој го насочиле својот младински активизам. Мрежата на млади европски амбасадори ги поврзува младите од Западен Балкан преку споделување на различностите и предизвиците со кои се соочуваат нивните земји. Истовремено,
се запознаваат со начинот на кој функционира Европската Унија и придобивките кои регионот може да ги има од членството. Спроведување на заеднички креативни проекти, стекнување нови вештини, организирање на инспиративни настани се само дел од активностите на мрежата на младите европски амбасадори, која ги подготвува за промените кои тие треба да ги донесат дома. Се повеќе остваруваме преку гранична соработка и дружба во живо, што ни возможува да воочиме дека не сме само обединети во различностите, како што имено гласи мотото на Европската Унија, туку и во предизвиците кои што се соочуваме ние младите од Западен Балкан. А нажалост се соочуваме со доста големи предизвици, почнувајќи од отсуството на квалитетно образование, непостоењето на доволен број на квалитетни работни места за младите, предизвиците врзани со животната средина. Но често пати знам да кажам дека унаму каде што имаме големи предизвици, имаме уште поголеми можности. Нашата задача како млади европски амбасадори е да им помогнеме на младите да бидеме оној патокас и мост кој што ќе им ги посочи, ќе ги поврза младите со можностите кои што им стојат на располагање. Младата генерација е целта да се обедини, да имаат заеднички став, заедничко мислење, за да можат они, кога ќе станеме, нели, делот да го водиме, да ги водиме државите, да бидеме споени, да не делат предрасуди, да не делат некои мислења од времето, така да тоа е некоја цел која мислам дека ја постигнуваме многу полека, на Балканот се иде полека, па и тоа, но мислам дека има некој напредок по тоа прашање и едноставно е нешто кое може да се нарече успешно. Ристеска е дипломиран политиколог, но и покрај искуството како практикант во Министерството за одбрана, своето знаење и експертиза со фокус на младите продолжува да го гради во граѓанскиот сектор. Узунов пак е на магистерски студии на правниот факултет и активно е вклучен во правната клиника за заштита на правата на маргинализираните групи. Преку својот активизам, тие застапуваат прашања што им се важни на младите, од кои најважно е вклучувањето на младите во процесите на одлучување кои влијаат врз нивната иднина. Треба да земеме во предвид дека луѓето, особено младите, се најважниот капитал кој го поседува една земја, дека нивната добросостојба треба да се третира како еден национален приоритет, а не само политички наратив. Оно што можам да забележаме дека во последниве неколку години воочивме дека креирање на политики за млади луѓе без вклучување на младите луѓе нема да функционира, затоа што реално никој не знае што подобро им треба на младите од тие самите, иако се направени одредени иако направен одреден чекор напред, сметам дека си уште има можност за напредок, затоа што колку повеќе младите препознаваат дека нивниот глас може да биде чуен, толку повеќе промената е возможна. Младите сакаат да бидат дел од креирањето политика и треба да бидат дел од креирањето политика. Но за оние работи кои нив им влијаат. Значи се знае за образование, за активизам, за човекови права, тоа ги засега сите, без разлика дали се млади или стари. Но за одредени прашања, пример за финансии, за слично, не треба да прашани младите само како млади. Треба да прашани младите кои се во струката, пример млади се пример студенти на економски факултет, кои се работи за финансиите, за буџетот и слично, треба според мене да бидат прашани тие млади, затоа што тие се стручни на темата. И така ќе се постигне некој баланс. Сепак младите за одредени прашања кои ги засекаат сите, да, за стручните прашања, стручните млади. Ефектите од пандемијата врз младите беа зголемена невработеност и намалени приходи, кои во комбинација со честите хонорарни или неформални работни ангажмани ги ставија младите во понеповолна позиција. Ова е само еден од заклучоците на истражувањето "Младите во криза", спроведено од Реактор. Резултатите од бројните истражувања покажуваат дека проблемите кои ги засекаат младите се долгогодишни, а со тоа и системски, сметаат Сара и Војдан. И затоа потребен е сериозен пристап за нивно решавање. Често пати знам да слушам дека најголемиот проблем со кој што се чуваат младите е иселувањето од државата, меѓутоа морам да кажам дека не се согласувам, затоа што иселувањето на државата на младите само една последица на сите оние системски проблеми кои што се соочуваме како земја. Ако во матото вообичаено тоа било детерминирано од економски фактори, сега веќе диапазонот на фактори е многу пообемен, земајќи ги во предвид и политичките фактори, како што е политичката нестабилност, непредвидливоста што ќе се случи во иднина, отсуството на стабилна перспектива за младите. Ова е комплексен феномен кој што бара
најверојатно и темелно проучување, но меѓутоа сметам дека најповолна поидомна точка е поинтензивното вклучување на младите во процесите кои што ги засегаат нивните животи, затоа што тие најдобро знаат што им е најпотребно. Младите се свесни за предизвиците пред кои е исправена земјата, а кои се испречуваат на патот на нејзината интеграција во Унијата. Македонија мора јасно да ги определи своите државни и национални приоритети за подобро да се позиционира во преговорите со Европската Унија, а Унијата треба да покаже посериозни заложби за интензивирање на пристапниот процес на земјава, смета Ристевска. Но покрај за политичките, младите европски амбасадори очекуваат решенија и за другите предизвици, кои според нив ќе одбележат новата 2022 година. Пред се мислам дека на оние области кои што веќе како се зборуваат во медиумскиот простор, а тоа е владењето на правото, правната држава, намалувањето на корупцијата, заеднувањето на човековите права и демократските вредности. Не можеме да ги заборавиме некои планови кои сме ги почнали. Знам дека многу често заштита на животна средина иде у контра со енергетска криза. Ако немаме капацитети, кои се уште не сме на некој ЕУ ниво. Но не смееме да заборавиме и мораме да го направиме балансот помеѓу загадувањето, општо, животната средина, тој пат по кој сме тргнале, значи почитувањето на Европскиот зелен договор и слично, со сепак обезбедување на капацитети на електрична енергија, која е исто така многу неопходна работа во државата. Овој месец беа именувани уште 10 млади европски амбасадори од Македонија. Мрежата брои 120 млади од регионот, кои ќе го искористат својот талент, ентузијазам и искуство за да поттикнат промени и да извршат влијание врз идните генерации млади луѓе. Според глобалниот инвестициски индекс од 130 рангирани земји, Македонија во 2021 година се најде на 59-то место. Најдобро подобрување на перформансите за развој на иновации минатата година имале Словенија и Бугарија од земјите во регионот. Но ако се тргнат настрана глобалните рангирања, на терен ситуацијата во поглед на развој на иновациите и технолошкиот развој континуирано се подобрува, како според бројот на иновативни стартап компании, така и според висината на привлечени инвестиции. 2021 година генерално беше добра година за развој на иновации и интензивиран дигитален развој. Како и во целиот свет, така и кај нас иновативните умови бараа решенија за надминување на различни предизвици со кои се соочуваат луѓето и компаниите. Игор Маџов, председател на организацијата Стартап Македонија, и Ѓорги Рафаиловски, оперативен директор на Технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и член на Стартап Советот на Македонија, оценуваат дека актуелните трендови во македонската иновацијска и стартап сцена во 2021 година беа позитивни. Голема среќа стартапите има позитивен или неутрален раст. Тоа го докаже истражувањето во 2021 што го спроведивме, кој што всушност покажа дека голем број од компаниите поради специфичноста која што имаат, работат во ICT сферата по големиот дел, во турбулентни средини и знаеа како да се адаптираат на новите околности, успеа да направат подобри отскоци од тоа што го има во 2020. 2021 за среќа покажа дека имаме добри компании кои што навистина развиваат решенија, способни да конкурираат на светскиот пазар, но она кое што се повеќе и повеќе ни фали е компании кои што навистина ќе можат да креираат вредност од оваа земја, вработуваат голем број на луѓе и креираат своји продукти. И пристапот до финансии беше значително подобрен со значителните инфузии на средства кои што фондот за инновации ги направи, но она кое што сакаме повеќе да го гледаме е компаниите да посегнуваат по приватниот капитал и развивање на ангел инвестициите и венчер капитал фондовите, кои што ги има, но не доволно. Со оглед на тоа дека 2021 беше пандемска година, очекувањата во стартап заедницата и генерално на предприемничко ниво, кога зборуваме за нови технологии и нови иновации, беше да промените во некои индустрии бидат радикални, а во некои индустрии бидат постепени. Тоа и всушност се случи. Видовме во некои индустрии, посебно во стартап заедницата,
компаниите многу брзо се приспособија на новото време или на новото нормално и она што се очекување на клиентите, на потрошувачите од една страна. И видовме дека многу брзо некои компании преминаа кон дигитализација на своите производи и услуги, со тоа што многу брзо излегува во пресрет на побарувањето од клиентите. Од друга страна, во некои индустрии гледаме дека овие случувања се случуваат многу споро, односно ќе треба некое време за да компаниите се приспособат кон новите услови на пазарот, но неминовно е едно нешто. Дигитализацијата и дигиталните услуги се повеќе ќе навлегуваат во очекувањата на потрошувачите, а со самото тоа ќе има нови производи и услуги кои што ќе бидат компатибилни на новото време во 2022 година и натаму. Очекувам овој тренд да земе уште поголем замав во наредните 3 до 4 години и во стартап индустријата, односно во стартап сферата, да имаме се повеќе предприемачи и стартапи кои што иновацијата и дигитализацијата ќе ја носат во својата ДНК. Секако дека не е се идеално во оваа сфера од економијата, затоа што со одредени законски и институционални измени кои ги бараат субјектите инволвирани во овој екосистем, амбиентот за развој на нови иновативни и предприемнички иницијативи ќе биде уште подобар, а постојните технолошки компании позабрзано ќе се развиваат. Она кој што сакаме да го смениме во иднина, односно во следните 2 до 5 години, е нивниот раст. Значи сега немаме проблеми во стартап екосистемот да креираме стартапи кои што се квалитетни и имаат голем потенцијал. Проблемот е нив соодветно да ги растеме и соодветно да ги финансираме. Очекувам во следната година повеќе работи и повеќе активности на ова поле, со тоа што ќе привлечеме поголем број на инвеститори, ќе имаме поголем број на приватни инвеститори. Кога зборам приватни инвеститори, зборам од страната на и физички лица и правни лица, кои што ќе се охрабрат да инвестираат во домашни стартапи, но исто така да ги поддржиме стартапите со во екосистемот, со тоа што ќе им помогнеме да растат и надвор од нашата земја. Генерално сликата на макро ниво е позитивна. Следната година се очекува нови 13 инвестициски фондови да влезат во полето на источна и југоисточна Европа и во првата половина од 2021 веќе видовме над 1 милиарда инвестиции во стартапи од овој регион, така да очекувањата се на позитивно ниво дека истиот тренд ќе продолжи во 2022 година. Што уште може и треба да го направи државата за да го подобри овој амбиент? Улогата на државата можеме да кажеме да беше значително подобрена, но би сакале да преминеме од ветување на вистина практика и имплементација на оние работи кои што и со стартап советот ги дискутиравме, да видиме дека ќе се решат во 2022. Веќе година дена во парламентот чека гласање на законот за да се поддржат ангел инвеститорите со измена на член 29, односно воведување на конвертибилниот заем како можен механизам за инвестирање. Тука секако е поедноставената постапка за креирање на компании, но едновремено и за dissolving, односно да се затворат компаниите, кои што знае да биде многу помакотрпен процес отколку самото основање. Недостасува, може да кажеме, агилност кај многу институции за да се излезе во пресрет на стартапите и една од причините зашто голем дел од нив не посегнуваат кон отварање на компанија туку и надвор од земјата, за да може да ги користат бенефициите кои што ги даваат држави како Естонија, Обединетото кралство, Америка. Се тука да не ги набројуваме финансиските инструменти кои што не може да ги искористат, но се задржал на тоа дека сакаме многу поголема агилност да видиме во 2022 да не бидат само празни ветувања. Поповолните политики на државата, комбинирани со засилено промовирање на предприемничкото учење од најрана возраст како дел од формалното образование, се клучните фактори за да се подобри амбиентот за креирање компании низ целата земја. Таков позитивен тренд се бележи во Полошкиот регион. Полошкиот регион е еден од регионите кој што е поактивен во стартап индустријата и во индустријата воопшто на иновации. Морам да признам дека сум и позитивно изненаден од потенцијалот на овој регион,
Но исто така сакам да напоменам дека во последно време регионите кои што се надвор од главниот град, односно надвор од Скопје, имаат се поголеми апетити за да се докажат во оваа сфера. Така да Тетово е дефинитивно еден од градовите каде што има доста таленти, има млади луѓе кои што имаат своји иновации или се креативни во своето работење и ние ги охрабруваме да продолжат низ тој пат, со тоа што ќе им овозможиме нормално сите соодветни услови и инфраструктура, но исто така морам да го напоменам фактот дека оваа година имавме драстично зголемување на бројот на клиенти, потенцијални клиенти на технолошкиот парк. Мислам дека ова се должи и на новите алатки кои што ги нуди екосистемот, но се должи и на она што го нарекуваме пандемска или постпандемска иновација. Уште еден позитивен тренд во 2021 година кој се очекува да се интензивира во следниот период е изголемената соработка на стартап компаниите со корпорациите од земјата на кои им се потребни иновативни услуги и решенија. Она кое што го забележавме е големиниот интерес од страна на корпорациите и оној двигател на македонската економија која што бара начин како да се диференцира и да иновира. И еден од одговорите го бара во соработка со стартап компаниите од таму и нашата соработка и креирање на иноватискиот Council, односно Corporate Innovation Council, во кој што членуваат моментално 7 корпорации од Македонија со интерес да отворат директна соработка, креираат решенија заеднички и можат да ги користат во процесот на собственото напредување. Компаниите не треба само да гледаат на перспектива што ќе прават во следните 1 до 2 години, туку перспектива 5, 10, 15 години како се гледаат себе си, затоа што од сега многу големи корпорации кои што и нашата подршка имаат од странство побарано е токму во оваа насока да ги пронедат тие решенија кои што ги диференцираат и ги направат конкурентни во идниот период. Многу млади креативни умови од Македонија дефинитивно се повеќе ја гледаат својата перспектива во развој на иновативни решенија, обезбедување на небанкарско финансирање и барање странски партнери и пазари. Најавата за влез на десетина нови инвестициски фондови во регионот, зголемениот пристап до едукативни програми и фондови се дефинитивно трендови кои македонската стартап сцена треба да ги искористи во 2022 година. Приоритети за поотпорна и посилна Европска Унија во 2022 година договорија трите клучни институции на ЕУ, Европскиот парламент, Комисија и Совет. Лидерите на овие три институции, Давид Сасоли, председател на Европскиот парламент, словенечкиот премиер Јанес Јанша во име на председателствувањето со Советот на Европската Унија и Урсула фон дер Лејен, председателка на Европската комисија, потпишаа заедничка декларација во која се идентификувани клучните законодавни приоритети за 2022 година. Декларацијата ја поставува заедничката визија на Европскиот парламент, Комисија и Совет за трансформирана и поотпорна Европа и ја покажува определбата на институциите да овозможат ЕУ да излезе посилна од пандемијата со COVID-19, драматичните последици од климатските промени и другите глобални кризи. Според словенечкиот премиер Јанша, трите институции се обединети во спроведувањето на амбициозна политичка и законодавна агенда, која цели кон подобрување на отпорноста на Европа и промовира нејзино закрепнување, овозможувајќи сите да се подобрат заедно. The joint declaration on the EU's legislative priorities for next year that we are signing today builds on what we achieved already in the current year and reaffirms our commitment to a fairer, greener and also a more digital Europe, a union that looks to the future and responds to citizens' expectations without leaving anyone behind. Председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли ја истакна важноста на меѓуинституционалната соработка при донесување на неопходната легислатива за одговор на предизвиците. Considero pertanto la cooperazione interistituzionale un grande successo che ha saputo dimostrare l'unità delle nostre istituzioni nell'affrontare queste sfide e nell'adempiere alle priorità politiche a beneficio dei nostri cittadini.
Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, пак смета дека Европа мора да испорача решенија за непосредните проблеми на граѓаните, особено во однос на пандемијата и незините последици на секојдневниот живот, но и за долгорочните предизвици со кои сите се соочуваме. This joint declaration shows our determination and our will to work on our priorities. This is, of course, first of all, to overcome the pandemic. Then it is the European Green Deal and digitalization, which basically means modernization of our society and economy, but in full respect of the necessities for our planet. And last but not least, building resilience in the wide sense of the word. Инаку заедничката декларација ги истакнува клучните законодавни предлози кои моментално се во раците на козаконодавците или се планира да влезат во процедура до есен 2022 година. Заедничката декларација ги обврзува Европскиот парламент, комисија и совет да дадат најголем приоритет на збирот на иницијативи кои се однесуваат на Европскиот зелен договор, постигнување подготвеност за дигиталната ера, создавање економија која постои и работи за луѓето, потоа создавање посилна Европа во светот, промовирање на европскиот начин на живот, како и заштита и зајакнување на демократијата во Европската Унија и одбрана на заедничките европски вредности. Постигнувањето на колку е можно поголем успех поврзан со иницијативите вклучени во заедничката декларација до крајот на 2022 година е цел на трите институции подписнички. И истите ќе треба да работат на основа на декларацијата и придружните документи, кои вклучуваат 138 клучни законодавни предлози. Дополнително, покрај приоритетите во заедничката декларација се потсетува и на посветеност на работа на елиминирање на сите форми на дискриминација и промовирање на еднакви права и можности за сите, постојано спроведување на националните планови за закрепнување и отпорност, спроведување на обврзувачки патокас кон воведување нови собствени ресурси во скоро време, како што е договорено во меѓуинституционалниот договор, потоа подобрување на глобалниот пристап до вакцини против COVID-19, зајакнување на улогата на ЕУ како глобален играч на сите географски подрачја и билатерални и мултилатерални партнерства, како и заживување и засилување на процесот на пристапување во стратешките интереси на Унијата, во согласно со подобрена методологија за проширување. Европскиот парламент, комисија и совет се обврзуваат да работат на заедничките приоритети за 2022 година, водејќи се од принципите на заедничка доверба, почитување и во дух на соработа. Потрагата по и развивање на иновативни решенија за брз одговор при здравствени кризи е постојана, а со пандемијата со COVID-19 доби уште повеќе на интензитет. Токму еден меѓународен проект во кој се вклучени 19 партнери од 7 европски држави, предводен од еден универзитет од Атина, Грција, работи на пренамена и дигитална трансформација на индустријски линии за преработка на пластика во производни линии за критични медицински производи, како што се респиратори, заштитни визири, пулсоксиметри, маски за дишење и друго. Целта е да се намали времето потребно за производство на овие производи од сегашните 3 недели на само 48 часа, што практично представува намалување од некаде 90%. Ова ќе биде возможно преку иновативна употреба на 3D печатење за создавање на модуларни калапи со заменливи влошки. Произведените критични медицински производи на овој начин ќе може брзо да се испорачаат на пациентите, ранливите групи и здравствените работници и системи, поради флексибилната прилагодливост на модуларните калапи на индустријските производни линии. Целокупниот концепт, што е во основата на овој иновативен проект, е развиен со намера да одговори на предизвиците и научените лекции од пандемијата со COVID-19. Проектот е поддржан со 5,8 милиони евра од ЕУ програмата Хоризонт 2020. Со следната емисија на Агенда 35 се гледаме во новата година. Останете со програмите на македонската телевизија и гледајте Агенда 35. Нашиот тим ви посакува стрекни и берикетна нова 2022.